Првиот човек на владата во обид да ја спаси коалицијата ги собра партнерите, уставните измени, коридорите и средбите кои ги остварил во САД, главни теми на состанокот кој траеше повеќе од 2 часа. Но ќе остане ли коалицијата цела и стабилна, кога дел од партиите се погласно заговараат напуштање на бракот со Димитар Ковачевски? Нога повлече Демократскиот сојуз кој веќе се замина, а партијата ДОМ даде рок до јуни да се испорачаат нивните барања околу измените на изборното законодавство. Партијата на Стојанче Ангелов се заканува дека ќе се замине доколку не добие поддршка законот на бранителите. Алијанса за албанците, која неодамна влезе во коалиција со Ковачевски, се погласна околу барањата за бришење на 20% од уставот. На сите овие прашања, премиерот вели дека заедничка цел на сите партии била земјата да оди напред и да се движи со демократскиот и прогресивен свет. Ние денес се наоѓаме на крстопат, дали продолжуваме забрзано во интеграција во Европската Унија или како што некои сметаат опозицијата дека повторно државата треба да стане изолирана во рамки на балканскиот простор без никаков сантиметар напредок како што беше тоа 11 години во минатото. Средбата со коалиционите партнери доаѓа откако Централниот одбор на владеачката СДСМ ги повика сите политички и општествени чинители во Македонија на обединување околу европската иднина. За сега Ковачевски посигурно може да се потпре на ЛДП и ВМРО Народна партија, единствените кои пред средбата дадоа изјави. Зајкова вели дека сега не е време за условување и калкулации, туку време кога треба да се продолжи процесот на евроинтеграција. Љупчо Балковски од ВМРО Народна, иако предходно не се согласуваше со начинот на кој се носат законите за Бехтел и ЕНКА, не даде конкретен одговор дали ќе излезе од владината коалиција доколку не ги прифатат барањата на партијата. ЛДП може да повика внатре, доколку тоа бидат темите на разговор, е на разум и проактивност на политичките партии. Сите ние имаме своји политички програми и заложби кои што треба да ги оствариме за граѓаните да живеат подобро секојдневие. Меѓутоа, сега на сите треба да ни е поважно како понатаму ќе го продолжиме процесот на евроинтегративниот пат. Дали во игра може би излегување од владината коалиција доколку не се одговори на вашите барања? Ќе видиме што ќе предложат прво па после. Состанокот веројатно е обид за консолидација на коалицијата, но и за збивање на редовите внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Особено откако во јавноста се појавија информации дека и дел од пратениците на СДСМ не се расположени да дадат поддршка за уставните измени. Дури и да не се случат истите, Димитар Ковачевски е дециден дека не планира да поднесе оставка, бидејќи како што вели, продолжувањето на патот кон ЕУ било обврска на сите, а не на поединци.